Добар ден, добре дојдовте во вестите на Канал 8. Уште едно убиство, трето поред за една година, се случи во кочанското село Спанчево. Во семена расправија 60-годишна жена, удирајќи го со метален предмет по глава, го усмртила сопругот, а телото го пронашол нивниот син, пошто случајот го пријавил во полиција. 3 убиства за само 9 месеци му ја донесоа неславната шампионска титула на малото село Спанчево на списокот во Црната хроника во Кочанскиот регион. Најновиот инцидент со смртни последици се случи синоќа околу 20 часот. Во семена расправија, 60-годишната МА го удрила со метална шипка во пределот на лицето својот 62-годишен сопруг Тодор, пошто тој починал. Без животното тело во дворот од семената куќа го пронашол синот ГА, пошто случајот го пријавил во полиција. Смртта била констатирана од лекар од итната медицинска помош, пошто телото е предадено на обдукција. Жителите на Спанчево рекоа дека досега не слушнале лоши работи за своите соседи. Тодор порано работел како рудар и повремено имал обичај да подпивнува, но неговото убиство ги изненадило сите. Па добри беа, да ти кажам. Добри, човеци немаше ништо. Ако е дојдел некој шпијан, па пушти го, нека си легне, нека си одморе, не би требало такво нешто да има. Како комшија овака тука, рачунаме дека добри си беа, работат, слушат се, одават, не знам како испадна овој. Синокешното убиство е второ по семена караница во Спанчево, откако во април годинава татко со секира си го усмрти синот. 3 месеци предходно имаше уште еден трагичен инцидент во селото, кога по меѓусебна расправија меѓу две лица со удар со метална клешта беше усмртено 26-годишно момче. Диабетичарите не се задоволни од квалитетот на новиот инсулин. Стравуваат дека промената на терапијата со новиот тендер за набавка на инсулин, со кој според Министерството за здравство ќе се заштедат 150 милиони денари, може да има негативни последици за нивното здравје. Во Кочани има 600 пациенти на инсулинска терапија. Лекарите објаснуваат дека новата инсулинска терапија не би требало негативно да влијае на здравјето на пациентите, но објаснуваат дека треба време да се навикнат на истиот, оти секој организам различно реагира. Со цел државата да заштеди 150 милиони денари, го менува инсулинот кој им е неопходен на диабетичарите. Имено, со новиот тендер за набавка на инсулин се штедат пари, но се менува инсулинската терапија на диабетичарите, односно се зема инсулин од различен производител од досегашниот. Конкретно во Кочани има околу 600 лица на инсулинска терапија и ги трошат последните залихи на инсулин од досегашниот производител. Од сега ќе мора да го користат новиот инсулин. Знаете веќе дека во целата држава има недостаток на инсулини. Тоа е инсулинот од производителот Novo Nordisk. Овие инсулини со овогодишниот тендер се потрошени количините и соодветно на тоа ќе се врши промена на други инсулини, соодветна замена на овие инсулини. И кај нас во Кочани има недостаток, мислам недостаток веќе при крај количините и се почна со промена на терапијата за друг инсулин. Генерално, лицата со диабетес од цела Македонија бараат од Министерството за здравство да не се менува инсулинската терапија. Оти стравуваат дека промената на терапијата може да има негативни последици за нивното здравје. Лекарите објаснуваат дека не би требало новиот инсулин да предизвика последици врз здравјето на пациентите. Од Сдруженијето на диабетичари Кочани велат дека не може да зборуваат за тоа дали новата инсулинска терапија ќе има штетни последици врз одржување на шеќерот во крвта во нормала, но сепак велат дека пациентите ќе мора да се привикнат на новата терапија, бидејќи секој организам е различен и различно ќе ја поднесе истата. Секој пациент различно ќе си проверува своите гликемии, меѓутоа се надевам, мислам дека нема да има некои големи промени. Секоја промена можеби има некој влијание, меѓутоа мислам дека нема да има големи последици. Со промена на терапијата пациентите немаат дополнителни обврски. Кога ќе го потрошат инсулинот, ќе мора се упат од матичен лекар и последна проверена гликемија, да се јават на оделение и терапијата ќе им биде промената и ќе можат да си го подигнат инсулинот од аптека, додава Синадинов. Споменикот на незнајниот јунак во Кочани тоне во незнаење како се води грижа за спомениците. Точно 10 години по неговата санација, тој е во уште полоша состојба од претходна.
Споменикот на незнаниот борец е релативно тешко достапен и веројатно најмалку познат споменик и за мештаните и за странците. Лоциран е во ромското мало над градскиот плоштад, но освен што не е доволно познат е и најзапуштен. Измет коса скапано овошје хартиени амбалажи има од се по нешто, а нема осветлување ниту на споменикот, ниту на поголем дел од улицата. Подолго време акција за расчистување конечно беше организирана во март годинава од страна на опозицијскиот подмладок, но вакви акции е потребно да се одржуваат многу почесто. Споменикот на незнаниот борец е обновен пред точно 10 години, во септември 2004 година, но како што може да се види, потребна му е уште една реставрација. Низ историјата многу војници загинале во најразлични војни без да се идентификуваат нивните посмртни останки. Денес државите имаат обичај да креваат символичен споменик на непознатиот борец кој представува воен гроб на тие непознати борци. Спомениците обично содржат посмртни останки на непознат војник за да послужи како символ на сите незнаени јунаци што загинале. Споменикот во Кочани е посветен на незнаен борец кој во 1944 година за време на Втората светска војна е ликвидиран од страна на бугарскиот окупатор. По 33 годишен работен стаж во фирма во Кочани, како лице со ментална попреченост во развојот, 56 годишниот Ванчо Тапанаров од Кочани не може да го оствари своето право за добивање инвалидска пензија. Освен психичката болест, Тапанаров е опериран од улкус на желудникот. Живее во мизерни услови, оти нема никакви приходи. Не зема ниту социјална помош, ниту туѓа нега. Бара да му биде одобрено да добие инвалидска пензија. 58 годишниот Ванчо Тапанаров од Кочани, 33 години работи во заштитна работилница во фирма како лице со посебни потреби, поради дијагнозата дадена од лекарите како лице со ментална попреченост во развојот. Поради сегашната болест, улкус на желудникот, за што е правена операција, Тапанаров не е способен веќе да работи и бара да му биде одобрено користење право на инвалидска пензија. Откако ги поднесува сите потребни документи и оди на неопходните испитувања кои ги бара Комисијата за издавање инвалидска пензија, Тапанаров ја добива и цела 2013 година ја зема истата во износот 9000 денари. Но по повторните испитувања на почетокот на 2014 Комисијата за издавање пензија не му одобрува понатамошно земање на пензија со образложение дека е способен за работа. Неговата сестра Ангелина Тапанарова во обид да му помогне, повторно поднесува документи за добивање инвалидска пензија, но од Комисијата од Скопје ги бараат оригиналните документи од историја на болеста, кои ги поседува само Кочанската болница, каде што првично бил однесен и лекуван Ванчо. Второстепената инвалидска комисија уопште не сака да ја земе втората дијагноза во обзир. Со тоа што прва дијагноза он веќе има, тај пирамидален синдром и првостепената комисија не сака да земе во обзир втората дијагноза. Веќе што ја има, што е опериран на 11 јули, тоа вика мора да се поднесе нова медицинска документација. Јас нова медицинска документација не можам да поднесам, затоа што немам оригинални документи. Сите тие оригинални документи останати се во болницата во Кочани. Молејќи го директорот Дејан Апостолов за оригиналните документи да ги поднесам повторно, он ме тера да пишем барања и вика дека тие документи не се таму. Меѓутоа, јас тие документи, кога го не го оперираа и кога го испуштија од болницата на 23 јули, лично им ги донесов и на главната медицинска сестра Андонова и ги предадов сите тие документи. Сите тие документи имам ги фотокопирани, меѓутоа не сака да ми ги признае, значи, инвалидската комисија. Само што имам отпусно писмо. Друго ништо немам од медицинска документација. Канал 8 побара одговор од директорот на Кочанската болница Дејан Апостоловски на прашањето зошто на Ангелина не може да ги дадат неопходните оригинални документи за историја на болеста на брати, што им се потребни за добивање на пензијата. Апостоловски рече дека за да се издадат било какви оригинални документи од историја на болест на било кој пациент, потребно е да се поднесе официјално барање од Комисијата за издавање на инвалидска пензија, а такво барање Тапанарова нема поднесено во Кочанската болница. Ако болницата без официјално барање издаде такви документи, ќе одговора кривично согласно законите, додаде директорот Апостоловски.
Додека се бараат документите и се води постапката околу добивање на инвалидска пензија, Тапанаров живее во мизерни услови. Малата соба му е и кујна, и дневна, и тоалет. Нема никакви примања и живее без денар. Нити социјално, нити туѓа нега, нити има право од Агенцијата за вработување. Агенцијата за вработување се оградуваат за тоа што он е бил инвалидно лице. Центарот за социјални грижи кажува дека он е инвалидно лице 33 години и го следува инвалидска пензија. Вака Тапанаров живее од почетокот на 2014 година кога му ја укина инвалидската пензија. За да преживее и да не умре од глад, го издржува неговата сестра Ангелина, која инаку е доктор по земјоделски науки и виш стручен соработник на земјоделскиот факултет во Белград. Таа ги подмирува сите сметки за струја и вода и го храни, но вели дека може да му помогне, но не и целосно да го издржува, бидејќи согласно законот за добивање пензии, лицата кои имаат 15 години работен стаж како инвалидни лица имаат право на добивање инвалидска пензија. Незиниот брат Ванчо има двојно повеќе години работен стаж како инвалид, а не зема инвалидска пензија. Тапанарова ќе оди до крај во борбата за добивање инвалидска пензија и обезбедување скромен живот на својот брат. Представници на ромските граѓански здруженија најавија формирање на координативно тело за развој на ромската заедница. На заедничка пресконференција рекоа дека ќе се грижат за поефикасно остварување на интересите на граѓаните кои ги застапуваат, а зашто не барале политичка поддршка од никого. Ромската етничка заедница од Кочани ќе се реорганизира за да може да ги оствари своите интереси во општеството. Иако досега биле правени различни обиди да се изнајде соодветна организирана форма што ќе ги задоволи нивните барања, сепак со формирање на координативно тело за развој на ромската заедница 2020, кочанските роми очекуваат оти конечно ќе ги остварат своите заложби. Представници од невладините здруженија на заедничка пресконференција рекоа дека координативното тело е резултат на постојаните барања и иницијативи од граѓаните да се надминат личните интереси и да се преземат посериозни активности за остварување на заедничките барања. До сега сите ние во рамки на своите надлежности, активности, институции работевме и на некој начин дававме придонес, ама увидовме дека се она време кое го потрошивме во делење, во меѓусебни расправи и препикување кој е подобар, кој е полош, не дадоа резултати. Сега сваќаме дека сите заедно обединети и исклучиво со една цел, да работиме во интерес на граѓаните, ќе дадеме многу посилен сигнал до институциите надлежни за тоа. Целта е да не ги шетаме, значи граѓаните од врата до врата, туку да ние како и порано како нивни представници, луѓе кои има авторитет, кои го живеат и повторно кои ни го доверуваат после иницијативната средба нивниот авторитет, да едноставно направиме мост помеѓу заедницата и институциите, да создадеме документи, да побараме да се донесат документи како што во минатото знаете да се беа донесени стратегија, акциони планови, но овој пат малку посериозни. Координативното тело за развој на ромската заедница ќе бара увид кај надлежните институции што било планирано, а што е направено со парите што се наменети за проекти и активности за оваа етничка група. Иако имало известни инвестирања во подобрување на комуналните проблеми, тоа било малку и не можело да се добие увид колку е реализирано. Затоа ќе била побарана средба со градоначалникот и одговорните во локалната самоуправа, пошто ќе следувале и конкретни активности на терен. Заедно со граѓаните ги анализираме нивните проблеми, а знаеме дека нивните проблеми се во последно време прилично така поинтензивни, особено во делот на социјалната заштита. Ќе формираме помали координативни тела, групи за социјална заштита, групи за инфраструктурен развој, групи за здравствена заштита, затоа што тука со нас се здравствени медиатори, ромски информативен центар, советник, местна заедница, ќе ги споиме сите надлежности наши, како да го добиеме она што треба да го добиеме и се разбира во рамки на законот и на можностите, ништо надвор од тоа и целата наша активност да се насочи исклучиво на институционално договарање. Сеидов рече дека за работата на координативното тело за почеток не побарале политичка поддршка од никого. Причината за тоа била потребата да се поврати изгубениот авторитет меѓу граѓаните, а во понатамошниот период дополнително ќе се разгледувале активностите на телото и правецот во кој тоа ќе действува.
Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ и во Окочани започна со организирањето бесплатни курсеви за учење англиски јазик, што партијата на државно ниво го иницираше пред 10 дена. За сега интересот кај членовите е солиден. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ од Кочани ги започна бесплатните курсеви за учење англиски јазик за своите членови. Обуката се изведува во просториите на партијата. Заинтересираноста е солидна, а предавачи исто така се партиски членови кои работат на волонтерска основа. Курсевите се организираат во сите општински комитети на владеачката партија во државата, а целта е да се излезе во пресвет на реалните потреби на граѓаните кои се членови на партијата и да им се помогне на оние кои се без работа во процесот на вработување. Работна посета на Општинскиот комитет оствари генералниот секретар на партијата Емил Димитриев, кој рече дека е задоволен од одзивот што го покажале партиските членови за учење на англиски јазик. Заинтересираноста е задоволителна, значи до сега имаме околу 5000 пријавено слушатели за овој курс по англиски јазик. Предавачите се наши членови кои што на волонтерска основа ги изведуваат овие часови по англиски јазик. Денеска сум во посета на Општинскиот комитет Кочани, кој што ќе искористам да погледам како се одвива курсот по англиски јазик. Мене ми е, како да кажам, задоволство што гледам дека ова е прифатено од самите учесници во овој курс, дека свеста е на тоа ниво дека ова е во нивна корис и дека може да ги користи во животот. Апелирам до сите институции кои што можат да помогнат на ваков начин, да организираат вакво нешто, се вклучат сите политички партии, бидејќи ова е нешто во која нема негативна појава. Значи ова е само исклучително позитивна работа и е во корис на граѓаните. Димитриев рече дека темата континуирано учење е глобална и актуелна, а потребно е вклучување на сите институции и организации во организирањето на бесплатни курсиви по англиски јазик. Со тоа ќе им се помогне на граѓаните во нивната професионална надградба, односно ако се невработени побрзо да најдат работа или пак ако се вработени да напредуваат во кариерата. Повторно се појави големата дива депонија над фабриката за вода. Станува јасно дека овој комунален проблем е тежок за решавање. Непријатна миризма и понатаму се шири од дивата депонија над градот покрај фабриката за вода. За жал, ова не е единствената дива депонија која самите граѓани ја создаваат во населените места. Неразбирливо е и тоа што токму оние кои ѓубрето го оставаат наменски сметаат дека тоа е подрачје надвор од градот. Повеќето од несовесните луѓе го расфрлуваат на сите страни и тоа во рекорден период од само неколку месеци. Преку неразновиден отпад оттаму се движат деца и возрастни пеши со мотоцикли. Овде имаше и акција за пошумување, па вложените средства и трудот на граѓаните со пошумувањето и давањето живот на природата се дозволува да бидат уништени. Локалитетот околу депонијата е еден од најчистите во околината и плодно тло за лозарство, а оттаму поминува и патот кон неколку планински села. Дури и локалните жители се жалат дека поради нехигиената трпат последици за здравјето, особено најмладите, но ова е стар комунален проблем за кој трајно решение до сега не може да се најде. Без прочистителни станици, загадени реки, села и без канализации, како и регионална депонија во најава, еколошката состојба во цела Источна Македонија е далеко од розова. Во регионот постојат дури 71 дива депонија, а ниту општинските не ги задоволуваат стандардите, посебно во делот на локацијата. Ѓубрето речиси 100% се собира во градските средини, но во руралните тој процент е многу понизок. Со предавањето во Средното општинско училиште Гошо Викентиев заврши циклусот предавање на Црвен крст Кочани за начините на заштита и превенција од сексуално преносливи болести. Едукациите се вршија низ сите основни и средни кочански училишта и беа опфатени учениците од 14 до 19 години. Со едукативното предавање на учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев заврши циклусот предавање на Црвен крст Кочани за заштита од сексуално преносливите болести, конкретно за сидата. Работилниците не се класични едукации, туку предавањата се интерактивни со директно учество на учениците преку комуникација и интеракција. Тие учествуваа со своји прашања и одговори во врска со темата. Беше дефинирана сидата како болест и ХИВ вирусот, беа објаснети начините на пренесување на болеста и начинот на заштита од истата. Вакви предавања во изминатиот период волонтерите вршеа низ сите основни и средни училишта во Кочани и околните села.
Овие работилници се со цел да им укажеме на младите луѓе кои се последиците од сексуално преносливи инфекции, како и на кој начин да се заштитат од истите. Со почетокот на учебната година стартуваа и зачестените активности на волонтерите од Црвен крст Кочани, па тие најавија и нов циклус на едукативни предавања на различни теми, како и други начини на действување на терен. И за крајот вестите проследете спортската информација. Баскет Дино сезонава ќе настапува во втората македонска кошаркарска лига. Како трето пласирана екипа во третата лига, минатата сезона тимот на Сашко Лазаров обезбеди место во лигата, која се проширува за уште една екипа, откако од учество се откажа клубот од Куманово. Надпреварувачката сезона во втората кошаркарска лига почнува на средината на октомври. Во моментов се преговара со одредени спонзори. Котизацијата за учество во лигата изнесува 500 евра, но овде се уште многу трошоци како исплата на суди и делегати на домашен терен, опрема и превоз, што финансиската рамка се проценува на околу 4000 евра годишно. Сезонава во втората лига ќе се надпреваруваат екипите на Гоце Делчев, Водњански Лисици, Т-Баскет, Тетекс ТТК, Бест, Радовиш, Купи и Ангели. Со учеството на Баскет Дино се очекува да заживее кошарката по повеќе од една деценија од згаснувањето на кошаркарскиот клуб Деликатес, кој беше дел од златната кошаркарска ера на Кочани. Позиционирање на средината од табелата е амбиција на клубот за првата сезона. Подготовките на Баскет Дино почнаа од 1 август со кондициони тренинзи на стадионот Никола Мантов. Од 1 септември продолжија во Сала и со првиот контролен надпревар против М20 екипата на Мазата Скопје. Се планира и соработка меѓу овие два клуба за размена на играчи. Баскет Дино сака да ангажира две засилувања на центарската и крилната позиција. Преговорите се одвиваат на релација стручни штабови. Екипата од Аеродром ја предводи македонската кошаркарска легенда Врбица Стефанов. Баскет Дино пријави и две екипи во М18 и М16 лигата. Првото коло е планирано да се одигра кон крајот на септември. Со временската прогноза ги завршуваме вестите на Канал 8. Следете ни на веб страницата kanal8.mk. Довидување.